Добро утро, почитувани слушатели. Добре дојдовте во уште едно издание на Утринско еспресо на Радио Лидер. Јас сум Љупчо Златев. Вчера во студиото ги имав професорите Звонимир Јанкуловски и Љубомир Кекеновски. Имавме одлично интервју, одлична гледаност на YouTube. Денес ководител ми е професорката Искра Коровешовска, а исто така имаме гостин професор. Ја ќе побарам акредитација заради ово. Мислам дека треба веќе да се обратиме за акредитација, Искра. Апсолутно, зошто да не? Ние продуцираме наука. Алгоритмот на YouTube не препознава како едукативен канал се уште. Уште од времето со Боцевски. А верувам дека и чет GPT, ако го прашаш, веројатно дека слично ќе не квалификува. И ова утро ќе може да научиме нешто. Инаку честитки за вчерашната емисија, не ја гледав, тоа ми е минус и денес ќе се посветам бидејќи имам што да се слушна од професор. Да погледнеш на YouTube, погледнете, сите вие погледнете и ова до крај, затоа што ќе дознаете многу убави работи. Добро утро за уште еден професор. Уште еден професор. Те представи го. Да, универзитетски професор од Факултетот за безбедност, професорот Злате Димовски. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, драго ми е што сум тука. Ако ми сега ги имаме сите универзитети. Уким, ти си од Штипскиот универзитет и професорот е, затоа што безбедност е под Битолски универзитет, под универзитетот, како се викаше Битолскиот? Свети Климент Охридски. Точно така. Би треба уште многу, ако е така, имаме многу универзитети. Не, ако седнеме од сите универзитети, ама дали има професори што вредат на сите универзитети е прашањето. Одлична дилема, да. И може би треба една таква дебатна варијанта за да може да се изфилтрира. Штипски, Битолски се на врвот во Македонија. Очигледно, но треба да работат многу за да стигнете на врвот во Балканот, во Европа и така натаму. Така, ентузијазмот постои, има и квалитетни умови, но со Господ напред, што би рекол нашиот народ. Ако ми дозволиш да почнам. Ајде. Само да почнам, па потоа и твоја палка. Слободно, да. Професор, уште еднаш добро утро. Би почнале очекувано со она што е најактуелно деновиве. Имено вчера последната изјава или последната проценка од министерот за внатрешни работи е дека ниедна држава не може да потврди каде е Артан Груби. И моето прашање е, можно ли е ниедна држава да не потврдува? Дали службите тука свесно ги штитат интересите на собствените држави? Или просто можно е да не знаат каде е Артан Груби, никој да не може да потврди? Дали не можат да знаат? Мислам дека не. Затоа што имаме остварено влез-излез во нивните држави, тоа е првиот момент каде што би требало да проверуваат, меѓутоа претпоставувам дека е рано се уште. Зошто е рано? Очигледно дека малку затаивме во она брзина кога тој изјави, односно ни прати порака или поздрав од Косово, дека таму ќе биде ама чисто приватно. Требаше веднаш да се обидеме, да предпоставиме дека тој ќе замине и дека ќе настојува да ја заметне трагата, а потоа и да ги анимираме сите, барем соседните држави, а нормално дека и преку Европол и преку Интерпол, сите служби со кои што ние имаме воспоставена комуникација, за да почнат да го евидентираат престојот на тоа лице, каде ќе се движи, како ќе се движи и евентуално да можат покасно да одговорат на нашата потрага што ќе се организира практично преобразена во меѓународна потребница. Добро, тука судството и обвинителството искалкулира, чека известна потврда од МВР дека е излеза надвор од државата, па да може потоа да се досуди притвор, па да се распише потерница и така натаму, тој вакуум простор. Мислам дека би требало да претпостават за ваквите активности, особено затоа што веќе тој добил информации дека против него ќе има кривична пријава, дека ќе се оди на истрага и така натаму, и претпоставка беше дека ќе замине. Доста луѓе вака имаме пропуштено, но јас верувам дека и соседните држави, затоа што имаат аспирации кон Европска унија, затоа што во секој случај тие се дел од Интерпол и Европол, дека ќе настојуваат да го идентификуваат, да лоцираат каде се наоѓа и потоа да ги превземат сите оние действија. Три теории. Првата теорија е дека господинот Груби се уште е на Косово, веројатно најмалку веројатна. Втората теорија е дека Артан Груби отишол во Албанија. Прашањето за Албанија ми е, имаме ли ние договор за екстрадиција со Албанија? И третата е дека, независно дали преку Косово или преку Албанија, веќе на некаков начин успел да стигне до Обединетите Арапски Емирати, да му се придружи на Шеваљ Муареми, кој оваа држава подолго време го бара, но немаме договор со Емирати.
кои се опциите на нашите безбедносни институции во сите три сценарии. Еве, доколку е во Албанија, дали Албанија би требало да го испорача, јас би одел со други методи, дали може нашите служби да отидат и да го киднапираат како македонски граѓанин, да го донесат тука. Се случувале веројатно во минатото и такви операции, Израел такви стотици операции има спроведено и слично. Има и уште четврто сценарио дека може би Турција во Турција. Да, еве, Искра ми го кажа четвртото сценарио. Така, со шпекулациите околу тоа каде се би можел да биде, можеме се да нагаѓаме, јас да кажам дека може би и понатаму и ваму и таму, а факт е дека некаде заминал. Она што го поставувате како дилема, дали евентуално би требало, да. Секоја држава која што е членка на Интерпол и која што функционира исто во рамките на Европол, затоа што ние сме полноправни членки, имаме обврска сите лица кои што се бараат, затоа што ние не бараме на лична основа, односно не бараме билатерално да ни го пронајдат, него дефинитивно одиме со потерница која што е меѓународна потерница и таа влегува во аналите на Интерпол, во сите оние потерници кои што постојат и оттаму треба се дистрибуира до сите држави членки и сите тие држави членки имаат практична обврска према Интерпол. Нормално дека по основ на реципроцитет. Вие рековте дали ќе ни го испорачаат. Јас воопшто не споменав дали ќе го испорачаат. Јас реков да го идентификуваат, да го лоцираат каде се наоѓа, а потоа почнува другиот дел. Дали тие ќе ни го испорачаат и тука веќе има еден куп на правни заврзлами да ги наречем или евентуално правни мерки, алатки кои што треба да се употребат и крајно и да го лоцираат и да го стават Владо Димов, екстрадиционен Драган Даравелски со години нели не ги екстрадира, беа правосилно осудени едниот и другиот. На крај дочекавме да ги завршат, да им застарат делата и се вратија како слободни граѓани во Македонија. Даравелски видов на площад пред месец-два, се шета најслободно човекот, се поздрави, се направивме муабет. Но сакам да ви кажам, врз база на кој образложение може потоа да не го испорача? Да. Ако ги гледаме овие примери као Даравелски, као Владо Димов, има такви неколку примери, што е објаснувањето? Дека овие се политички прогоненици, дека се азиланти, што е? Првиот момент може да биде околу државјанството. Има низа на држави. Имаме нели уште еден таков пример, битолчанецот Васко Ковачевски, директорот на за кој па сега се тврди дека до Нов Зеланд стигнал некако. Ништо чудно. Да. И јас би стигнал ако се најдам во слична ситуација. Него да зборуваме околу овој дел, што би се случило, кога би се случило, доколку се лоцира, доколку се идентификува каде се наоѓа, државата што ќе го пронајде информира државата барател преку Интерпол или преку Европол или директно може на билатерална основа и го става во така наречен екстрадиционен притвор. И бара од државата да ги утврди основите поточно, државата барател да поднеси севкупна документација за тоа зашто се бара ова лице. И таа документација ние ќе мораме да ја подготвиме. Во меѓувреме, државата која што го идентификувала, односно домајќин ќе ја наречеме таа држава, дефинитивно ги проучува елементите, дали во меѓувреме тоа лице побарало можеби азил, политички азил. Можеби се правда со тоа дека во државата е прогонуван и тоа може за политички кривични дела дефинитивно дел од државите не дозволуваат екстрадиција. Понатаму, она што е другиот момент важно е дека сопствени државјани низа на држави не испорачуваат. Во случајов ако споменатото лице има двојно државјанство, на пример има и од Албанија или има од Косово или има можеби исто така постојат шпекулации. Спекулации, тогаш државата може да каже тој е наш државјанин, ние нема да ви го испорачаме за вакво кривично дело. Ако се работи за кривични дела кои што се од онаа меѓународна опасност да ја наречам како што е тероризам, или како Палевски убиство што имаше во Турција и слично, а за пострашни дела, односно дела кои што навистина и по основ на новелата на законот на кривичниот законник ќе бидат можеби осудени или претпоставуваме дека ќе бидат за повеќе од 5 години, тогаш дефинитивно би требало да се одговори. Меѓутоа самата процедура, независно дали тој побарал политички азил или не, кога ќе не информираат дека е пронајден, дека е лоциран, ние треба да започнеме со подготовка на севкупната документација. Со се што треба да докажеме, да ја докажеме неговата вина. Министерството за правда или МВР? Кој го прави тоа? Дел МВР, дел Министерството за правда, меѓутоа севкупната документација мора да се преведе на јазикот на државата домајќин. Она што ни беше нам проблем со Груевски, ако се сеќавате, не Груевски што замина во Унгарија, него другиот Груевски кој што го лоцираја во Грција. Грција, да. Ние имавме проблем. Георги Груевски. Требаше да се
преведат некаде околу 2000 страни. Се вкупно на грчки литературен јазик. И навистина тоа беше малку неоптоваруваше, сепак треба вие да најдете лица кои што се овластени за преведување и така натаму, и тоа сепак државата, нашата држава ја кошта. А овој делот со киднапирање ме интересира. Сега, например, ние имаме агенција за разузнавање, имаме агенција за национална безбедност. У моментов не знам колку работат, 1000, 2500, 700, не знам колку вработени има во двете институции. Едниве работат надворешно разузнавање, другите внатрешно разузнавање. Артан Груби не е било кој значајна политичка фигура во изминатите години, значајен дестабилизаторски фактор. Артан Груби може да биде прашање на национална безбедност. Имаат ли право нашите служби едноставно да направат операција на територија на земјата на која се наоѓа тоа, како што Израел правил во Аргентина, како што правил во, не знам, во афрички држави, како што правил во Германија, во Полска, со бившите, нели, генерали, знаете што се случуваше со тие операции на Мосад, да отидат да го соберат у ГПК и да речете и ние у Скопје го најдовме, се вратил човеков. Нивните ГПЦ очигледно не служат за носење на луѓе. Добро, не, но може ли теоретски имаат ли овластувања? Не, ќе одговорам лаконски, не. Дефинитивно, внимавајте, што и да правиме на туѓа територија, ние немаме юрисдикција таму. Сем на дипломатските и конзуларни представништва кои што уживаат такво право, а инаку ние немаме юрисдикција било каде нашата агенција за национална безбедност или агенцијата за разузнавање да превзема било какви действија во странска држава. Тие има да го исклучи. Не. Е па како го утепа Осама бин Ладен? А добро, тие има сосема поинаков е, тоа е сосема друго. Не, затоа што Не, видете, се работи веќе за туѓа територија. Да, се работи за сосема друго, таму веќе имаше коалиција за борба против тероризмот и така натаму, тоа веќе сосема поинаква е тој тип на действување од ова што ние сега. Добро, агенцијата за разузнавање, например, до каде може да стигне? Агенцијата може со сознанија, ако има сознанија, информација ако добие каде се наоѓа, може по основ на таа соработка што има со агенцијата, најчесто со агенциите за разузнавање на странските земји, да им посочи, да им укаже каде би можело да се наоѓа и да тие си превземат мерки. Ние не можеме тоа да го направиме на странска територија. Тоа е исклучено дефинитивно. Како ви изгледа вас сега како човек, настрана од овие политички амбиентални моменти? Како ви изгледа проценка во овие 4 сценарија? Не дека треба да калкулирате сега или да нагаѓате, него чисто не би нагаѓал стратешки како ви изгледа. Секој од ова е реално. Можна. Зошто? Затоа што познавајќи го човекот, односно ако земеме само дека се гони за криминал кој што вреди милиони евра, дека може сето тоа да си го приушти, дека има навистина широка мрежа на помагачи кои што ќе му помогнат, пошто и тој помогна на многу луѓе, направи она што направи, дека и нас не се сомневам во ниту едно сценарио и на крајот верувајте дека секој од овие сценарии или верзии што ние овде ги разработуваме можеби и воопшто не е ни блиска со она со кое што на крајот ќе се испостави ако успееме да го лоцираме. Може да е сосема на друго место каде што не можеме нити да претпоставиме. Дефинитивно и едноставно да си продолжи со нормалниот живот. Но го спомнавте теоријата дека можеби е двоен државјанин. Да. Сега, например, ако господинот Артан Груби има македонски, хипотетички ќе земеме полски пасош, иако веројатно албански. Но доколку има два пасоши, дали со вториот пасош може тој сега слободно да се движи помеѓу граници? Затоа што има два пасоши. Не, ако го бара Интерпол не може. Ајде да се вратиме повторно на овој случај што го споменав со Грција, со Груевски. Да. Тие имаа бугарски пасоши, ако се сеќавате, со изменета содржина, меѓутоа сликите беа нивни. Грците по основ на face recognition, препознавање на физиономија, ги идентификуваа. Што значи дека тој да е странски државјанин кој ќе се појави, неговото име и презиме, веднаш се проверува кој е, затоа што тој има еден матичен број. Предпоставувам дека фотографијата одговара на она со кое што ние, затоа ние испраќаме и фотографија. И на самиот сајт на МВР имате со фотографија и со неговите податоци. Што значи дека податоците не може никој да ги промени, не може кај нас да е роден се условно 70 година, а во Бугарија, во Албанија или Бугарија не е ни важно да е роден 78 година. Тоа би било фалсификат, тежок фалсификат би бил тој. А не дека е невозможно, професоре. Не дека е невозможно. Не, ако сега ви кажувам, нели со случајот со Груевски дека го експлоатирам тој случај, кога можело со лажна содржина да се биде променето името и презимето и воопшто тука некој инцидирало нити датумот на раѓање, само со негова фотографија, и то пазете зборуваме за европски пасош, бугарски пасош,
Можело тоа се Како случи? Бугарија Значи го овде извел можело тој тоа. пасош? Па тоа и јас се запрашувам, меѓутоа немам одговор на тоа. Добро, и ние на 200 чудесни босови Ја можеме со пасошот на оној политичарот Асен, како се викаше, многу личиме од Бугарија. Може со неговиот пасош да поминам граница на физиономија на слика. Професоре, имаме сега една друга димензија. Артан Груби, нели, објаснавте и вие, констатиравме и ние каква фигура е, човек кој порано знае да направи дестабилизација, да се подсетиме и на тепање на Кале, каде што едната група ја предводеше тој, другата група беше навивачка од Комити и така натаму. Дали овој случај може да донесе до дестабилизација? Вчера видовме дека дуи де факто веќе се откажува од Артан Груби, не поради тоа што ние го гониме, туку поради тоа што американците го ставија на црна листа. Но дали овој случај може да предизвика една покомплицирана безбедносна состојба општо во земјата, затоа што и гледаме дуи се незадоволни и дуи велат ќе видите што значи ние да не сме во власта, постојано се закануваат. Се гледа во лицата и дека се многу уплашени затоа што никој во историја на Македонија вака фронтално не тргнал по дуи. Никогаш. Тие секогаш биле заштитени поларни мечки, за прв пат се случува некој фронтално и гледаме дека и пукаат по шавови ваму и таму. Ова со Груби е и удар врз Ахмети, практично е директно. Дали овој директен атак, фронтален атак на безбедносниот систем кон дуи, кон она што тие го правеле со години, може да предизвика една покомплексна безбедносна состојба? Прво, дуи не се откажа, се дистанцира. Не се откажа, јас не верувам дека ќе се откажат од него, затоа што очигледно дека им треба. Дистанцирањето или едноставно кажувањето дека не е повеќе нивни члени и така натаму, што би значело сето тоа, јас не можам да го Уште маз кажеш од телевизија само го знаете. Изјавите можеме да ги слушаме секојдневно, тие се секогаш вистините, полувистините и некогаш и класична дезинформација, така да тоа треба и фактички да се провери, да се види. Меѓутоа, овој другиот момент што вие го споменувате околу дестабилизација, сметам дека тоа не може да се случи, прво од неколку аспекти. Прво, она што го споменавте како аргументи дека тие се незадоволни и така натаму, па која опозицијска партија е задоволна? Никоја. Секоја кога е во опозиција, фрла со дрва и камења, се заканува и така натаму, а секојаш кога е на власт, кажува розови работи кои што ние треба да ги поверуваме, па и на крајот кога ќе дојдат избори да ги поддржиме. Тоа нели, тоа е демократијата практично што можеме да ја заговараме и да ја поддржуваме. Дали може да дојде до дестабилизација? Секој може да направи одреден гест, не секој, меѓутоа сепак одредена група може да направи одреден гест, може дури да се вклучат и одредени организирани групи. Видовме што се групата од Арачиново со какво оружје само располагаше, ако зборуваме за оружје, меѓутоа видете дестабилизација не мора да се направи со оружје. Така. Може да се направи со низа на други елементи, односно моменти, тука спаѓаат тие хибридни закани, од кои што ние се уште за жал ги немаме додефинирано, ние се уште немаме низа на моменти препознато од тие хибридни закани и дека може да дојде дестабилизација, може, меѓутоа не верувам дека токму овој случај ќе биде онај дел, да кажам, што ќе повлече такво нешто. Но бомби беа пронајдени. Да. И тоа од во Русија и во Украина у моментов се користат, во војната помеѓу Русија и Украина се користат такви бомби, беа пронајдени закопани во Арачиново, ги имаме тие криминални групи од Дукјанџик, дел имаме признање на убиства. Владеела ли во изминатите 7, 8, 10, не знам колку години веќе анархија во Македонија? Затоа што, знаете, Арачиново е на помалку од 10 километри од студиото во кој ние во моментов се наоѓаме, а некој тамо чувал воено оружје. Имало ли воопшто било каков поглед од страна на државата кон тоа што се случува, или овие групи биле во одредени моменти помокни од државата? Овде сега ќе зборуваме за поврзаноста на организираниот криминал со политиката. Од секогаш таа спрега ја има. Не е само кај нас, таа во цел свет функционира. Особено во услови кога имаме предизборија или изборни активности, кога на партиите и на одредени личности им требаат многу пари, тогаш се прават одредени договори, се излегува во пресред со финанси, затоа што организираните криминални групи располагаат со многу фондови, со црни пари, со кеш пари и така натаму. Нивната
севкупна размисла е како тие пари да ги исперат, како тие пари да ги покажат како легитимни, и тука им доаѓа баш на помош и самата партија преку која што ќе треба сето тоа да го белоденат. Меѓутоа, она што е многу битно е, ќе се навратиме многу наназад, за оружјето што го споменавте. 97 година граѓаните влегоја во касарните и го срушија тој систем, војниот систем практично, одбранбениот во Албанија, ако се сеќавате, а сето тоа беше не од причини да го земат оружјето и да дигнат бунт против владата, него дефинитивно од економски побуди. Да ги земат оружјето, поточно првиот момент беше да земат храна што повеќе од таму, војската пошто беше народна го положи оружјето и веднаш после тоа се изнесе буквално се што имаше во касарните. Албанија во тој период беше добро наоружена затоа што покрај себе имаше зверката, се уште СФР, нели до тогаш беше и мораше се, тоаш немавме добро беше држава од советскиот блок. Апсолутно, и мораше да се опремува, имаше огромни количини на оружје. Дел од тоа оружје по воден пат замина во низа на држави, дел од нив замина во Чемерија, поголемиот дел замина на делот према Македонија, према Косово, према Црна Гора и натаму можеби према Босна, не сум сигурен. Сето тоа оружје во долг временски период се чуваше, пошто не целиот планински венец што не дели со Албанија практично, требаше да направат пристапни патишта. Направени се од нивна страна пристапни патишта, на почетокот се носеа со диви животни, односно со домашни, се извинувам, животни на диви патеки, али потоа направија, пробија и до некаде патишта. Магариња. Да, предходно со магарина. Па знаете дека еве домашните животни онаму каде што ќе поминат патеката си ја мирисаат показ. Друго не ми падна на памет освен магаре. Апсолутно, магаре, муле конј. Тоа е она што превезува товарени без присуство на луѓе, за да не ги фатиме, да не ги реализираме, а и тоаш нормално границата беше порозна. Но ќе ве прекинам. Сепак станува збор, еве, Беланоца. Ова Беланоца ќе помислите дека доаѓа од Италија, доаѓа од село Белановце, Кумановско, затоа што лидерите на овој клан потекнувале од таму. Но кланот Беланоца, по оно што ние го имаме како податок од Министерството за внатрешни работи и со години се зборува во јавноста, во ова студио се анализирало и така натаму, се бави со трговија со наркотици. Зошто на еден наркоклан, наркокартел, наречете го како сакате, му е потребно вакво воено оружје? Па еве, има едно добро прашање од слушателот, се надоврзува на ова, вели, дали е вистина, можеби дека овие од Беланоча сакале да направат терористички напади во Македонија? Има информации дека биле планирани напади по трговските центри. Сте анализирале ли вакво сценарио, можеби? Прва работа, зошто им било оружјето за расчистување при освојување на тие територии, ова што го кажавте, и дефинитивно расчистување со оние кои што им се конкуренти. Тоа било дефинитивно превземање. Сега, линијата на поврзаноста на организираниот криминал и тероризмот, затоа што многу автори тероризмот го сметаат и дефинитивно е организирана криминална активност, меѓутоа има политичка димензија, верска, тоа не е само политичката, него е околу делот на организираниот криминал, дефинитивно е само за профит, за правење на материјални добра, а тероризмот воопшто не е, него задоволува одредени други. Дали тоа се идеолошки, дали се религиски и така натаму политички, економски цели кои што сака да ги постигне, само по тоа се разликуваат. Сега, има многу блиска врска меѓу нив. Во најголем дел, за да се финансираат терористичките организации, најчесто или тие почнуваат да се занимаваат со недозволени активности, или евентуално ги ангажираат дел од оние на кои што им дозволуваат на териториите да действуваат, тоа се организираните криминални групи, да прават профит и да го делат профитот со нив. Можно е и во таа функција да добиле како надокнада за нивната лојалност, да добиле и соодветно оружје. Еве видовме дека она навистина е доста опасно оружје, односно со висока огнестрелност. Тоа е воено оружје, искра? Да, имено соработкава меѓу подземјето, групите и еве на пример Кели од типот на она кое што неодамна ја водел и е откриена 21 годишник војник бил на ИСИС, потоа му се приклучиле двајца од Гостивар и еден од Струга. Службите ги следале, знаеле, имале сознание за нивните... Да, ова е операција на Агенцијата за национална безбедност. Генерално со помош нели на полицијата, овие две, ова е на операција на Бојан Христос. Дали сме точно така? Дали сме плодна почва за соработка меѓу овие две групи, ајде да речам, бидејќи велите дека функционираат заедно, финансиски оружје размени, па и ги употребуваат во дадено
Да, момент 2023 рековте дека околу 20 кели се замрзнати терористички во Македонија. Реков јас. Односно на ИСИС. италијаните. Така е, го коментиравте, сакам да речам. Така. Го анализиравте како колку сме опасна зона во таа смисла. Видите, кога се работи за тероризам и организиран криминал, веќе немате вие безбедна зона и опасна зона. И Дефинитивно граница не постои. апсолутно ништо не постои, така да ако организираните криминални групи функционираат и се поврзуваат прекугранично, тоа дефинитивно тоа е нивната карактеристика, ги новите модалитети на успешност околу правењето на профитот, околу успешноста на акциите, си ги разменуваат, многу брзо се прелеваат, па дури извршители превземаат од друга држава за да можат покасно да се вратат назад, да бидат со чисти раце, со чист образ овде кај нас. Истото го прават и терористичките организации. Она што италијанската разузнавачка служба ни пренесе во 2023 дека имаме 20 условно кели, никој не може да го потврди со сигурност дека е такво нешто, меѓутоа и ние самите сме свесни проучувајќи ја оваа област тероризмот, дефинитивно во периодите кога имавме нели 2001 и после тоа, па и пред 2001 година, имавме ние класично обучување, класична обука на одредени лица кои што требаше да изведуваат одредени активности. Дел од тие лица ги пренесија своите активности, своето знаење, своите вештини на други, на наследници да кажеме условно. Понатаму добар дел од оние лица кои што заминаа во странство како и се вратија тука, па ги оквалификувавме како странски борци. Дефинитивно и тие, затоа што тие учествуваа во воени дејствија, понатаму беа обучувани од врвни мајстори на занаетот, ајде така ќе го наречеме сето тоа, и ги имаме тука кои што не сакаат да се експонираат заради низа на поволности кои што ги користат од државата и од меѓународните организации, меѓутоа сето тоа го пренесуваат на лица многу блиски нивни, за да тие понатаму бидат трансмисијата, односно резидентите кои што ќе пренесат активноста понатаму. Така да, дали имаме 20, дали ќе имаме 200 или можеби една или ни една, останува да се утврдува. Факт е дека до сега еве успешно се идентификуваат. Едната група беше во Куманово со тројца, каде што во негативна смисла имавме еден нов квалитет. Таму веќе пронајдени беа и самоубиствени елеци, што е прв пат во нашава држава, не дека не можат да се направат, да се разбереме. Меѓутоа овие направени. Да, прв пат е. Да, прв пат ги пронаоѓаме со стратегија спремни, за цивилни веќе напади, подготвени за да можат утре да действуваат. Така. Тоа е како да кажем најопасниот тип на тероризам, тоа е самоубиствениот, затоа што тоа е паметна бомба. Тој се движи и точно си ја лоцира целта, каде него му одговара, таму ја активира бомбата, затоа што тој претходно расчистил со овдешниот свет, ни за поволности му се ветени во задгробниот живот, ни за поволности на заштита на неговата фамилија, негово славење и така натаму. 99 или 77. Поволност, типот на девици кои се плави, не знам зашто плави, ја за вкусови не се дискутираме, не знам зашто тој детал го ставиле. Ама сакам само уште една работа да бидеме сериозни. Околу девиците. Мисла се навреди околу плавото. Да не ни скараат овие блондинките што не следат. Професоре, колку се опасни условно речено, не знам дали ми е ова правиот збор терминолошки гледано, овие невладени или граѓански организации кои имаат во опис и попис на нивната мисија за цел да ги не знам ревитализираат, да ги ресоциализираат повратниците. Дали се тие стратешко позиционирање за уште полесно следење на тамошното делување на оние кои се вратиле или пак се опасност? Не видете, ако се опасност нити можат да се декларираат како граѓански организации, нити до сега ќе ги идентификуваа како такви и има можност да се забрани нивното дејствување, што значи дека нема такво нешто, не постои такво нешто, мислам не постои. Можеби постои, јас не сум слушнал или евентуално ние не знаеме и не се сомневаме во тој дел. Многу повеќе би рекол дека оние организации кои што ни доаѓаат од надвор, а се регистрирани некаде во странство и доаѓаат како добротворни, солидарни организации, хумани организации така натаму, кои што овде настојуваат да се наметнат. Многу поопасни се тие отколку овие нашите кои што се граѓански организации, кои што навистина низ различни типови на проекти работат на подобрување на амбиентот овде кај нас и евентуално на помош. Еве кога имавме миграција, помош на жртвите, на оние кои што беа мигрантите, практично тие беа жртви во секој случај од нивната држава. Понатаму помош на овие лица кои што заминале во странство, на нивните фамилии овде, да им се помогне, за да можат побрзо да се ресоциализираат тие лица, да се дерадикализираат доколку се може, затоа што и тој процес е многу тежок.
сето тоа оди во една позитивна насока, меѓутоа не можеме да исклучиме дека секогаш треба да се следат доволно состојбите и да видиме кои лица функционираат. Во насока на се ова пред да преминеме на она што се нарекува национална безбедност и АНБ, е многу интересен коментар, вели: мене како неутрален гледач ми се допаѓа што МВР влезе во Рачиново. Ова со години не беше видено, падна и Шенки Версаче, Тошковски тера добро, вели нашиот слушател, но прашањето ми е: колку ова е задоволување на потребата на граѓаните за правда? Ние сите овие кланови со години ги знаеме. Во овој подкаст за овие кланови се збори во изминатите 5 години. Ние сите овие дејанија ги знаеме. Колку сега владата го прави ова за реално да се пресмета со криминал, затоа што секогаш постои ризик дека одреден политички естаблишмент сака сеапа да донесе некоја друга мафијашка структура на нивно место. Се случувало и тоа во минатото. Колку е ова реална борба против криминалот, колку е една политичка пресметка со ДУИ и со нивните криминални сателити околу? Ако сакаме онај пат кој што сме го зацртале према Европска Унија за остварување на таа безбедност, затоа што постоењето на организирани криминални групи кај нас ги загрозува и сите оние земји што се околу нас, па ги има од кои што се веќе од Европска Унија. Едноставно мораме да се бориме против организираниот криминал, тоа не е она голема забелешка што е поставена во сите извештаи кои што досега ги добиваме, тоа е корупцијата и организираниот криминал. Ние мораме да се поставиме токму така и овие гестови што сега се прават, односно овие акции кои што сега се прават, мислам се дека се во таа функција. Колку понатаму ќе продолжиме да се бориме со истите зависи повторно од сите нас. Зошто? Затоа што со организирани криминални групи не може да се заврши само со една акција, напротив треба повеќе акции. Втора работа, сите ние граѓаните треба да бидеме оние кои што сме очи и уши на Министерството за внатрешни работи и треба едноставно делот оние информации што ќе ги добиваме, не шпекулации, значи информации што ги гледаме, што ги слушаме преку нашите сетила ги добиваме, едноставно да ги пренесеме. Тоа не е она што поодамна важи овде кодошење, напротив, едноставно ставање во функција на онај граѓански елемент дека сите ние практично сме дел од Министерството за внатрешни работи. Зошто? Затоа што утре ако нешто се случи, може да не се случи токму нам. Ние не можеме да се исклучиме од тој дел. Политичка полиција. Ја земам улогата. Вчера беше Бујар Османи во една емисија и сега дословно ќе го цитирам што кажа. Еден од најмодерейт во ДУИ, како би го нарекол, умерен во нивно, кој е став на умереното крило на ДУИ. Вели: потребни се предвремени избори заедно со локалните избори. И во таа насока, мислам дека ВМРО ДПМН со тек на време ќе свати дека со влада без етнички легитимитет постојано ќе имаат одредена политичка дисторзија и тензија. Значи, политички се најавуваат тензии, се најавуваат политички дисторзии. Може ли да очекуваме 2001 повторно Али Ахмети да се врати у планина затоа што очигледно град не моди? Или во Швајцарија можеби ќе го вратат од каде што може ли да очекуваме? Бујар Османи не го замислувам како командант на УЧК, ќе биде првиот командант во историјата на терористичките организации со пресадена коса. Сега да бидам вака искрен. Не сум ви, обично тоа се милитантните типови, не се толку лепушкасти што би рекле во Скопје, но прашањето ми е може ли се најавуваат, да, обично доле имаат брадане, сменети се местата. Видете, ако земеме уназад таа политичка култура кај нас, секогаш, како што претходно споменав, секогаш секоја од партиите која што се чувствува неправдана опозиција, не се уважуваат нејзините барања, планови, предлози кои што реално многу малку ги има од опозицијски партии, секогаш тие се закануваат со некакви си дестабилизации, ќе ви се случи народ, ќе ви се случи ова, ќе ви се случи она. Меѓутоа мене многу повеќе ме загрижува кога одат со она дека ќе ни се случи 2001 година. Јас не паметам што добро ни се случи во 2001, знам нешто што ни се случи како конфликт. Имаме ние добра законска регулатива сега, која што ја превзедовме од надвор, и ако ги погледате вие 394Б, ќе видите дека таму постои тероризам. И во еден од ставовите, во самиот член, стои дека секој некој што ќе повикува или на друг начин се заканува со реализација на некакви си активности кои што
алудираат или се блиску со тероризмот, треба да одговара. Тогаш, зашто ние не преземеме такви действија, да одредени лица кои што се сакануваат, едноставно ги ставиме под таа мерка, да ја наречам условно, да под истрага, за да можеме да утврдиме дали тој тоа мислел 2001 на некоја свадба, може би на свадба бил, па се сеќава на убави моменти, или се сеќава на одредени моменти каде што имавме ние наши загинати припадници на полициските и на воените служби. Наспроти тоа, на луѓето за 27 април им се измисли терористичко дејание каде што не постоеше, за разлика од овие кои не ги препознаваме, може би или не сакаме или не сме подготвени да ги анализираме под таа призма, како што велите. А оно што сакам јас да прашам само тука, ако ми дозволи Љупче, кратко, паралелно со ова се што се случува околу Артан Груби и државна лотарија и Перпарин Бајрами и така натаму, така наречениот Европски фронт, пратениците од Европскиот фронт во собрание имаат една иницијатива за добивање на безбедносни, решавање законски безбедносни сертификати или пристап до, условно речено, државна тајна за сите пратеници по автоматизам, што би се рекло без проверки. Како ви изгледа ова, професор? Па, искрено, ако земеме, видете, тоа е упат во законот за класифицирани, за овај безбедноста класифицирани информации, почнав и веќе да даткам од размисли што размислам како да ви одговорам. Навистина тоа не би требало да се случи. Не би требало, затоа што сепак ако е пратеник, тоа не значи дека е над сите нас. Така. Ако ние сите мораме за соодветни активности што ги превземаме, понатаму за работните места на оние кои што работат во безбедносните служби, дефинитивно мора, согласно сите акти, штом работи таму, да има одредено ниво на класифицираност, односно да добие соодветен сертификат, односно пристап до класифицирани информации. Едноставно, тоа не би било пожелно, затоа што тие не се ништо повеќе од нас. Тие одат на избори, се избираат вакви или онакви, меѓутоа покасно тоа не значи дека секој од нив има чист бекграунд, дека чисто е кај него, или евентуално дека во сиот оној период додека работи како пратеник, оти тоа е работно место, нели, сепак е ангажиран, зема плата за тоа, професионално е сето тоа што го прави, дека тој веднаш може да има пристап апсолутно, пошто тој би требало да добие за државна тајна. До сите документи. Без проверки, туку по автоматизам. Тоа навистина е упат во самиот безбедносен систем. Доаѓа од Европскиот фронт, многу интересно. Професоре, деновиве практично НАТО ќе ја одлучи судбината на Бојан Христовски, новиот директор на АНБ. Затоа што проценката дали тој треба да биде таму или не, ќе донесе НАТО со тоа дали ќе му издаде безбедносен сертификат или не. Сега други има скандали, овој го фалсификувал, било вака, било така. Тој не може да се фалсификува. Прашањето ми е, ние видовме еден атак кон новиот директор на АНБ, политички атак, од СДСМ, политичката партија, од Левица. Тој атак отиде во страшни теории на заговор, па лидерот на Левица Димитар Пасиев го обвини Бојан Христовски дека организирал убиство на некој си декан од Универзитетот Скопје, работи кои кога ги истражувавме, нели, што се случувало во тој случај, така натаму излегува целосно небулозино. Прашањето ми е, политички, ние постојано кога имаме директор на АНБ, има политички атаци зад него. Особено Бојан може би погреши со тие јавни појавувања, никош директор на АНБ не бил со пиар, нели? Зашто јас го оправдувам, затоа што транспарентност практично заговара транспарентност и нема зашто да се крие. Зашто да се крие? Што треба да покаже? Дека тој е многу таен, конспиративен? Да. Напротив, ваквите гестови само даваат надеж дека тој утре се што ќе работи, ќе можеме да го видиме, да го опипаме во делот, но на што е нормално не дозволено. Апсолутно што може да добие јавност. Во ова исчекување дали НАТО ќе му даде сертификат на Христовски. Која е процедурата? Како НАТО еве сега ќе го провери него? Дали овие скандали што се објавуваат се земаат во предвид во таа методологија на НАТО? Дали се проверува неговиот карактер, мината работа, поврзаност и слично? Како изгледа тоа? Што се проверките на НАТО? Да. Системот на проверки е практично повторно преку севкупната наша документација овде што имаме. НАТО не може да има паралелна документација за сите нас. Добро, но сите овие документи кои се оспорени дел од нив ќе бидат погледани од нивна страна,
И нато ќе утврди дали е тоа Па фалсификат не, нема или да не. навлегува во тоа. Кога видите, за да се докаже фалсификат, треба некој од некаде да има иницијатива. Еве, и постои некоја иницијатива. Сега, тие тела кои што треба да утврдат, превземаат соодветни дејствија и ќе потврдат дали се работи за фалсификат или не се работи за И фалсификат. нато врз база на тоа ќе донесе одлука. Да, меѓутоа друго мене ми е интересно. Еве, низа на граѓани поднеле, не знам, нели имаше представки анонимни, псевдонимни и така натаму, барем кажа 6-7 ја слушнав, можеби повеќе ги има за самиот Бојан. Кој ќе ја плати штетата ако се докаже дека ништо од тоа не е точно? Или еве дел од оние кои што го обвинуваат дека не е сето тоа точно, зборуваме за фалсификат. Зборуваме за едноставно нанесување на низа на неправди на одредено лице. Една класична дискриминација затоа што е назначен за директор. Ако не беше назначен за директор, верувам дека никогаш ништо немаше да се дознае. Нема зашто еве истата диплома е имал Бојан кој бил директор на Паркинзи. Истата диплома ја имал Тоа го и зборуваме. кога бил истиот сертификат за англиски јазик го имал и кога бил директор на Паркинзи. Тоа е пред 2 години. Зошто као директор на Паркинзи не бил интересен за овие податоци да ги изнесат вака како што ги изнесоа, а сега станува интересен. Знаете зошто? Еве, ајде да се вратиме малку назад. Зошто е опасно кога ќе се спомене порано СДБ, ДБК, УБК, па еве сега и АНБ. Кај народот, па и кај сите, па и пратениците се народ, нели, и тие потекнуваат од некаде, доаѓаат од некаде, колку од нив разбираат од безбедносната сфера, тоа е веќе сосема друго прашање. Едноставно кога ќе се спомене тој префикс или таа додавка или таа скратеница, и граѓаните предизвикува една бура на разноразни реакции кои како го доживува сето тоа, низ призмата на она што е страшно, дека таму едноставно прислушкуваат, дека следат луѓе, дека превземаат мерки Коваат према низа на заговор. луѓе. Коваат заговори, убиваат луѓе и така натаму, што воопшто не е точно. Во функција на сето ова, одредени лица дури го подгреваат сето тоа. Зборувам лица кои што се во политичкиот естаблишмент, го појачуваат тоа чувство кај граѓаните дека еве сега готово АНБ влезе во едни нечии раце како не баре самиот директор све ќе превзема. Ајде да вратиме малку филмот назад, имало директори кои што поминале. Сме имале многу такви кои што биле и на УБК и на АНБ и така натаму. Зошто сите тие, еве сега не вратиме назад, условно кога беше она лустрација да ги лустрираме нив, ако требаше да се лустрираат, дали правеа нечесни дејствија. Ајде да видиме низ онаа призма на, не знам прво колку беше таму 200.000 прислушкувани, 50.000 прислушкувани така натаму. Зашто не стигнавме до одреден резултат на одредени луѓе, одредени пресуди Никој не да излезаат? одговараше за тоа. Па, Апсолутно. една од Да. причините јавно, и како јавни тајни дискутирани се дека нели сме практично извршители на странски служби кои командувале со нас во тој даден момент, па и пред тоа периодот. Тогаш сме изгубиле ние многу од нашата юрисдикција ако е така. Она што Ви сакам да изгледа ги дека смирам да. граѓаните, не, видете, јас работев во таа служба. Еве сега. Не, добро е да се дискутира отворено, апсолутно. Што е важно? Еве, тие небулози или тоа што се слушаше околу прислушкувањата. Се кажете меша ми? странски амбасади, други Не, служби, кажете ми друга работа, сега еве само ќе поставам едно прашање хипотетичко, ако некој може тоа да го одговори, не зборувам од вас, еве самите граѓани нека размислат, дали постои држава која што може да ја гарантира својата национална безбедност без одредени екстремни лица, лица кои што се инволвирани во криминалитет, лица кои што делуваат против уредувањето, зборуваме за уставното уредување, лица кои што соработуваат со странски разузнавачки служби, а делуваат интерно внатре во функција на рушење повторно на уставниот поредок, кои што не ги прислушкуваат. Извинете, ама таква држава Како ќе не ги фателе постои. овие од Беланоца, ако не ги прислушкувале? Како претходно ќе ги фатеат и од Дуканџик, ако не им ја Не само пресретнаа таа комуникација Skype. на таа апликација Skype? Да, вие видовте дека во сите држави тие мерки веќе експлицитно ги кажуваат дека тие податоци од таму се добиени низ таа призма. И кај Што нас значи веќе? дека затоа и таа алатка и постои. Меѓутоа, не постои таа за лично некој, не знам, се јавија нели некакви размисли дека Добро, но е имало и јас сум- политички злоупотреби. Апсолутно, апсолутно. Јас сум да речеме следен со амин на обвинителството со посебни истражни мерки во периодот од негде 2018-19 до 2021, помеѓу другото и следен сум за Али видите вие што случајот кажавте бегство на сами. Никола Груевски, што е лудило, затоа што ја Никола Груевски 2 пати у живот го имам видено. Али видите што кажавте Не вие знам. сега со ПИМ мерки. Пазете, Значи злоупотребата е на посебните обвинителството. истражни мерки не се злоупотребени. Пазете, тие се со
одлука донесени. Тие се со акт донесени. Постои обвинител кој може да сноси одговорност за тоа што мене ми Не одредил може да посебни... сноси затоа што сепак него му се презентирани низа на податоци за вашето однесување и сепак таа одлука, донесувањето на ПИМ мерките е дефинитивно законска мерка. Затоа е формирано ОТА кајна, за да се избегнат тие небулози и размисли. Вие навистина верувате дека јас сум учествувал во бегството на Никола. Видете сега, ако така земеме, јас со сите новинари што еве досега сум разговарал, секој од нив ни вели јас сум следен. Еве по големиот дел од нив Не, јас ма сум ја гледам следен. моето досие, тоа е разликата. Окей, досие во ред. да, и моето досие е огромна папка, полна со измислици. Ја кога видов, внатре си препознав и многу мои пријатели и така натаму, но во моето досие вие имате класична злоупотреба од страна на системот. Зошто? Затоа што некој бил критичен кон тој систем. Во ред е да се биде критичен, меѓутоа да не се биде екстремен. Еве јас ако ви кажам дека не го изнесов Никола Груевски. Работевме тројца професори во Ниш, предававме и се најде еден од Куманово кој што напиша против за нас 2 белешки во кои што стои дека ние сме оделе на контакт со Српската разузнавачка служба и тие не ангажирале во Ниш да бидеме предавачи. Замислете која глупост од сето тоа, дури не можете ни граѓанските права до крај да си ги искористите. Да. Меѓутоа, немам намера ништо околу ова да размислувам дека јас сум екстремен елемент или било што. Да, но вие сте влегле во и вие службата Тој не е човек- тоа злоупотреба со таа Тој белешка. човек, ама не можете ништо да превземете, тоа е белешка која што некој ја напишал по основ, тука можете вие да му направите неговиот психолошки профил на тој што пишувал. Да, ма нема одговорност за тој. Па нема одговорност кој да ја превземе таа одговорност. Да, Ние имаме вас ви е низа на вакви прекршено граѓанско право. расчистувања, на низа на моменти од организиран криминал, од екстремни елементи, од странски борци, од тероризам и така натаму, и сега се бавиме ли со своите? Со реформа на службата, да. Со реформа на овие кои правеле политичка злоупотреба во изминатите години, Немате кои инструмент. следите новинари, следеле политички Немате партии. инструмент, немате. Премиерот Христијан Мицковски даде обвинување дека со дрон го снимале од службата, лидер на опозиција. Сега јас сум бил екстремен елемент, можеби, затоа што сум либерален човек. Може би па ќе се екстремен докажи во сум иднина бил. од кај знае. Зборувам за ова. Јасно било небитно за мене, нема Лјупчо Златев досија, не сум екстремен следен. елемент. Добро, во случајот Христовски да го затвориме со ова последно прашање, тој беше избран за асистент токму на вашиот универзитет. Ова Факултет. предизвика исто одредени реакции во јавноста, велат еве сега поради тоа што стана директор, вие го ставиле таму и асистент. Дали постоеше, вие сте веројатно таму дел од тие органи кои одлучуваат, ја не знам Наставен како совет и така натаму. Не знам како функционира тоа, но дали имаше притисок од АНБ нивниот директор да го стават професор кај вас? Дали службите ве работеа, нели ве пресилуваа, ви киднапираа деца? Како изгледа тоа? Значи Притискање. не притискање, да. Добра имагинација. Да, па добро, Како и да. Виде, ние кај нас имаме новинари кои паралелно со новинарството би били добри режисери, па Апсолутно, еве пробувам, апсолутно. нели во Ова може би пак ќе се сценаристи, пронајде. Да се разбие Да. фамата. Прва работа, навистина, Бојан си аплицираше пред да биде назначен за директор кај нас, на конкурс кој што беше распишан, сосема легитимно си поднесе соодветни документи, како и останати со него, кои што беа на истава. Тоа е на нашата катедра, јас сум раководител на таа катедра за криминалистички науки. И во едниот случај, и во вториот случај, самата комисија, затоа што првиот случај беше комисијата се определи за него, го isfrли како еден од кандидатите кој што навистина ги исполнува сите услови кои што се поставени во нашиот конкурс согласно позитивната законска регулатива. Вториот дел имавме исто приговор од еден од кандидатите кој што исто беше на истава катедра, сакаше да биде асистент. Приговорот не беше прифатен од наставно-научен совет и прифатен беше извештајот, односно прифатена беше предлогот да Бојан кај нас може да заснова работен однос. Дали ќе заснова или не? Тоа е негов Се избор. уште е негов избор. Вториот момент, значи, воопшто притисоци не постоje. Затоа што, барем кај нас, зборуваме за академска средина. Имаме академска слобода. При самото гласање на наставно-научен совет, каде што се разгледува сето тоа, претходно се објавува извештајот во билтен. Тоа е гласило кое што постои на сите универзитети.
Тоа е јавно достапно. Секој може да го види, да поднеси приговори, забелешки и така натаму во рок од 15 дена. Немаше такви забелешки. Потоа на наставно-научен совет. Исто. Се гласаше и се доби, практично се потврди извештајот на комисијата, кој што беа навистина компетентна комисија. Имавме дури вонреден инспекцијски надзор од соодветниот инспекцијски орган. Не беше утврдена ниту една погрешка во делот на изборот. Зборуваме за ние имавме 4 избори, во ниту еден од изборите немавме проблем. Што значи дека сето тоа ги потврдува овие наши наводи дека се беше легитимно и втората работа дека воопшто немаше притисок. Вие можете да притиснете на 1, 2, 3, меѓутоа не можете на 20 и кусур од професори кои што си имаат свој интегритет да им извршите притисок затоа што не се сите од лесно им даваме материјали нели на овие со теорија на заговор. Теориите на заговор се секогаш важна индустрија за едно општество. Добро, мора да постојат. Убаво е да постојат, пошто некогаш ни дава народот да мора да има имагинација. Да се поентира кога теориите на заговор се кога вие реалноста ја прикажувате во една филмска форма која е така, ја зачинувате фикција со нон-фикција ги мешате. Генерално е точно дека само човекот постои, се друго е измислено и кога вие ќе го направите цел тој комплот, тоа е навистина интересно и за гледање и за читање и треба да уште еден дел. Ви рековте дека човекот постои. Да. Ама од каде настанал? Така. Сега се дилеми. Да. Мајмун дали е донесен од надвор или не знам од каде од друга планета. Или само од себе си никол. Дали можеби службите го одгледале во некаква во постаро дали башката или јајцето. Кога сме на тема букта на службите, мислам Професор, уште едно, бидејќи треба да заменувате, си имате обврски, денот почнува за вас како и за нас, иако порано стартуваме. Актуелно е спојувањето или тенденцијата за спојување на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање. Малку законсково решение е држано настрана од очите на јавноста, меѓутоа веројатно и за тоа има причина. Јас искрено сакам да верувам дека стратегијата и целта крајна е во прилог на заштита или на безбедноста пред се на државата и на незините граѓани. Како гледате на спојувањето на овие две агенции? Добро, кога слушнавме или кога веќе разбравме дека ќе има спојување на службите, односно иницијатива постои за такво нешто и дека наводно некоја работна група работи на сето тоа, а и мора да работи некој да почне од некаде. Едноставно ние на нашиот факултет организиравме на тркалезна маса за реформите во безбедносниот сектор и за среќа навистина присуствуваја голем број на еминентни директори, министерот беше за внатрешни работи и дискутиравме во функција на сето тоа не само дали е потребно спојувањето. Тоа ако, нели, се решено така е во стратегијата за национална безбедност и така натаму предвидено. Едноставно како да се оди со тој модел. Изнесовме доста на наши размисли, меѓу тие дискутанти бев и јас со свое размислување, со свое видување. Да не го пишувате можеби законот. Не сум во таа група, него напротив, она што ние го изнесовме е во форма на заклучоци и тој документ е достапен сега кај нас. Што практично ќе се случува? Ние не дека немаме искуство да разузнавањето биде во рамки на една служба, практично да бидеме една служба. До 96-97 година, додека не се оддели Агенцијата за разузнавање како таква, ние функциониравме во една служба, тогаш беше СДБ, односно ДБК, како една служба во која што постоеше и тој сегмент на доста Димовска го направи тоа раздвојување или пред неа беше? Да бидам искрен, не можам да лоцирам. Затоа што најмокната фигура... Да, она беше директор на Агенција за разузнавање. Не беше пред неа, да. Не. А видете, тогаш немаше се уште директори, тогаш беа ВД директори неколку, да не ги именувам сега, луѓето се одамна во пензија, некои не се меѓу живите, беа ВД, беа оние кои што го правеа таа коскина срж за после да се налепи месото, поточно да се стават останатите извршители. И во самиот момент дури беше дискутабилно како ќе функционира, дали има доволно средства, нема доволно средства, па се покажа како проект кој што успеа. До денешен ден успеа, имаме Агенцијата за разузнавање. Нема ли таа нова институција, таа ново спојување? Јас прилично критички се осврнав неколку пати кон оваа работа од една единствена цел. Нели, како човек кој се занимава како новинар, важна тема од нашето работење се човековите права, злоупотребата на моќта и така натаму. Нема ли таа нова институција да има премногу концентрирана моќ во себе? Затоа што
Може да прави внатрешно разузнавање, може да прави надворешно разузнавање, може да нема ли тој директор иден некој, дали Бојан Христовски, дали некој друг, дали вие, дали јас. Добро, ја не ме одгледале мене службите, но дали Искра. Да, па во најдобрите изданија на Джеймс Бонд жена беше на Ми-6 директор, но нема ли да има преголема мог во таа институција што раѓа и преголема можност за злоупотреба на таа функција која е чувствителна од демократски аспект. Ајде вака сега. Што мислите дека сега нема доволна моќ некој во државата? Во правост. Ајде да земеме назад оние сите турбуленции што ги имавме, размисли што ги имавме фактички што дојде до промена на власта, низа на луѓе кои што страдаат заради сето тоа. Ние имавме едноставно размисла дека некој злоупотреби претходната УБК, дека ја злоупотреби. Не видовме со што и како, јас барем не ги добив аргументите, претпоставка е дека имаше, меѓутоа не ги добивме аргументите. Зошто би се сконцентрирала моќ во некого, ако ние прво гледаме, ајде, организацијски колегите ќе бидат еден до друг и многу лесно ќе можат да разменуваат информации за брзо действување, ќе можат веднаш да се координираат и да работат заедно. Затоа што не можете да ставите на јака линија или граница што е тоа што треба да биде надворешно разузнавање, што е она што треба внатрешно разузнавање, затоа што сепак имаме некаде кај што се преклопува. Аркан Груби моментов е и внатрешно и надворешно треба да го гања, затоа што тоа е и на АР и на АНБ, затоа што и на внатрешна безбедност е заканано и излезене надвор. Она што понатаму ќе се случува, она што е фактички кај нас проблемот е работата на контролните и надзорните тела. Тие тела треба да се појачаат со стручњаци, со лица кои што имаат познавања од струката, кои што знаат што треба да бараат, како да го прават сиот тој контрола и надзор, а не по одредена иницијатива или не по не знам какво барање на одреден граѓанин пошто се почувствувал навреден, па сега ние да проверуваме. Практично ако читате во законските одредби, тоа е. Најчесто ако некој се пожали. На граѓанскиот надзор, односно не само на граѓанскиот, јавниот обвинител, јавниот правобранител за да се ангажира, треба некој да се пожали. Не по сопствено наоѓање, него некој да се пожали. И сето тоа не функционира. Вие имате тело за координација на разузнавачко-безбедносната заедница. Сте слушнале за такво нешто? Постои. Јас неодамна регулира неодамна. Молам? Кој го регулира? Закон има за тело за. Ама не тоа тело кој го формира, влада. Владата го формира, претседателот на владата е носител, односно претседател на тоа тело, и тоа е мини тело како Советот за безбедност што е кај претседателката, со тоа што претседателката или претседателот. Да бе Гренел што беше во Америка претходно координатор на безбедносни служби беше Гренел. Не член. Останатите се повторуваат во најголем дел, сите директори и така натаму се повторуваат таму. Тоа тело, согласно законската одредба, на 3 месеци, најкасно на 3 месеци треба се состани и да разработи одредени координативни прашања, одредени прашања за безбедноста, што се, нели, рак рана и така натаму, нешто што треба да се одлучи, да се реши. Меѓутоа, имаат назначено еден, кој што е као секретар, тоа се најчесто аналитичари од службите кои што таму припаѓаат во тој контекст и тие ги подготвуваат материјалите. Над тоа тело нема никаква контрола и надзор. Веројатно тоа не е преголема моќ на одредено лице? Да. Значи ако земеме кај некого мора таа моќ да. Значи кај нас уствари премиерот е главен на службите во држава. Мислите дека со посебно законско решение надзоров треба да се дефинира? Со апсолутно посебно. Да, дефинитивно затоа што сега е расфрлан во повеќе законски овие проекти. Би требало и тоа навистина да има обврска да се даваат, дали тоа ќе биде месечни, годишни, 6месечни, месечни, не знам какви извештаи за состојбите во безбедносно-разузнавачката заедница. Такво општество сме. Таква ни е традицијата каде што ставаме сомнеш на она што не можеме да го осознаеме. Например, на природата не можеме да осознаеме, ние религиски догми си прифаќаме. Меѓутоа, ако не можеме да осознаеме како работи АНБ, како работи Агенција за разузнавање, како работи военото разузнавање, како работи полицијата во одредени сектори, како што е, например, секторот за организиран криминалитет, ние си правиме илузии, ова што претходно го споменавме, дека таму е нешто опасно, дека тие луѓе не се дел од оваа заедница. Па добро, се еден поранешен директор на тие служби дојде како еден сите бизнисмен, стана директор на УБК поранешно, излезе од функцијата со хотели, со Монако, со градежни експанзии, со
со милиарди, со агенции за обезбедување. Ма тоа дали значи повреда на човековите права? Тој човек, онаму каде што направил погрешки треба да одговара. Меѓутоа не да се шири фамата дека целата служба беше ставена во негова функција. И одговараше за волја на вистината, одговараше со тоа што стана возач на затворот во на директорот на затворот во Струга и практично си седеше во мерија. Така одговараше тој човек. Значи сега да бидеме вака искрени, ако не е тоа злоупотреба на службата, тогаш ја не можам да најдам друга дефиниција што е, знаете како, немојте да ги поистоветуваме индивидуите со службите. Да. Значи, не може да се каже... индивидуа врз база на службата го изградила тоа што... Не, системски намокташе ја да... Зборуваме сега за еден систем, вие рековте дека бројките не се знаат и навистина не се знаат и не треба да се знаат на вработените и не можеме да кажеме дека сите таму се солидаризирали и му помагале него, ако веќе тврдиме дека или тоа дека е црната дамка или евентуално дека сите таму. Наместо да ги гони Беланоца, он го преземал, не знам, здравија радом. Краиштата, професоре, вие уште повеќе знаете, јас имам само една прилика да бидам на студиска посета и да видам како функционираат, например, надзорните тела во Германија, во рамките на Бундестагот и така натаму, и бе фрапирана колку сме ние во суштина демократски расположени и инсистираме на отчетност и транспарентност на службите отколку таму. Самиот председател на комисија за собраниски надзор вика, еднаш годишно имаме пресконференција со новинарите и немаат ни право на прашања. И ако они постават прашање до, например, Собранискава комисија за надзор и ние имаме право кузна колку месеци да ги влечкаме и да не им одговараме, тие не се лути, тие ги почитуваат институциите и службите, како новинари си ги сакаат институциите, сакам да кажам. И не се мава со ножевини или врз институционалните капацитети, кај нас е ментален склопот различен. Секој оне што е во опозиција ја обвинува службата АНБ дека го следи, дека не знам што прави против него и така натаму. Кој ќе дојде на власт, ја правда истата таа служба дека се е окей, сега дека ќе цветаат рози. И токму тоа се набива како комплекс кај граѓаните. Едноставно кога се спомене таа служба ви кажав, ние на времето до 95-та година тврдам дека многу мал број на луѓе знае што е тероризам. Кога ни се случи атентатот на тогашниот претседател Киро Глигоров, ние веќе осознавме дека мечката веќе не игра кај комшите, дека дошла и кај нас. И почнавме да размислуваме што е тоа атентат и дали е тероризам или нешто друга песничка. Кога сме кај мечката пред самиот крај, гледаме една сериозна дестабилизација на соседна Србија, десетици, стотици илјади студенти, млади на улиците, едни слики кои ние ги гледавме кај нас пред десетина години, историјата можеби се повторува по на Марксовото, еднаш како трагедија, потоа како фарса. Може ли, доколку има дестабилизација на Србија, сега гледаме Косово не ги прифатило српските листи на наредните избори, може ли да очекуваме доколку има некаква дестабилизација во регионот, зборувам Косово, Србија, како ранливи, нели, па и Република Српска, може ли да очекуваме некакво прелевање овде на ситуацијата, затоа што последен пат кога имаше таков конфликт, се преелеа тоа со конфликтот во 2001-та. Ако потврдам не, ќе погрешам. Ако речам да, повторно ќе погрешам. Зошто? Затоа што никој не може да предвиди што понатаму ќе се случува. Или кој тип на незадоволство ќе превлада кај нас. Еве и кај нас, ако земете, ние имаме незадоволство, сега се заговара некој си укинување на студентските овие слободни карти за превозот. Пензионерските исто се заговара сега, тоа е еден сегмент, тоа е еден момент, меѓутоа од таму може навистина од тоа жарче да се развие еден оган. Имаме низа на незадоволства, ево имаме партиски незадоволства од одредени партии кои што се дури јавно кажуваат дека ќе има дестабилизација или не знам што ќе има. Никој не може да потврди со сигурност, меѓутоа, она што треба да го работаат, повторно, целиот безбедносно-разузнавачки систем, едноставно сите припадници таму, треба да обрнат внимание на се она што е екстремно, на оние кои што заговараат, тие треба да се следат, оние кои што заговараат дестабилизација. Тоа нам ни треба, тоа е нивната задача. Не е задачата да, не знам, сега покренуваме не знам какви иницијативи, вакви такви. Со тоа што одредени лица од службите или припадниците, или директорот, целовремено го чуваме под некаква си тензија, ние му оневозможуваме тој да си реализира својата задача. Добро, видовме ги фати овие исламистиве, така што... Добро, она што е негово наместо тој да оди да размислува како да се правда, едноставно треба да се посвети, затоа што добро, сепак не е само директорот. Директорот е врвот кој што треба да менаџира. Сите оние другија, меѓутоа насоките се многу битни, на што да посветат внимание, каде да се движат, а тој момент на
како ќе ги организираме понатаму, како ќе им дадеме знаење и вештини на тие лица кои што таму работат. Навистина еден комплексен систем кој што треба понатаму да се развива. Зошто споменавте дека во Германија или не знам каде во државите воопшто не обрнуваат внимание на овој момент што ние нон-стоп го зборуваме. Што требало да работи АР, што требало да работи Да, воопшто АНБ. не е предмет на интерес на граѓаните и новинарите. Тоа е нивна задача. Има доверба стекнато. Ние треба да работиме на довербата. И затоа јас би замолил сите оние кои што ќе излегуваат да зборуваат или да обвинуваат претходно добро да се преслушаат. Добро, како да имаме доверба од големото уво, преку бомбите на Заев. Знаеш колку бракови уништија тие бомби на Заев, тоа се носеат седиња кај сопруги, се рекетираа луѓе и така натаму. До дестабилизацијата потока. Ние постојано службите ни се извор на некакво жариште. Како да имаме доверба во тие институции? Како да јас да им верувам на служби? Како да верувам денес дека наша ОАНБ прави нешто конструктивно кога историски гледано од првиот ден кој е основано до сега, скандалите кои од таму излегле направиле огромни проблеми на нашето општество. Господине Златев, едно ќе ве прашам. Дали вие ако сте директор на АНБ или не е важно на УБК или било каде на која или на агенција за разузнавање, хипотетички, би се снимале самите и утре да го пуштате разговорот со некого кај што ургирате или нешто правите. Дали тоа би сте го направиле сами на себе? Тоа е самоубиствен чин. Апсолутно. Не сте го направиле. Не би го направил. Тогаш. Ајде да се запрашаме од каде сето тоа излезе? Чија беше намерата да дојдеме до ова ниво на свест дека нам некој нешто ни прави? Зборуваме за пазете, можеби ние да кажам условно што се разбираме од безбедносниот сектор до некаде, можеме да си дадеме објаснување, меѓутоа граѓанинот не може да си даде објаснување. И затоа се набива тој комплекс. Зошто зборувам дека треба да се развива таа доверба? Да се свати дека тие луѓе не се зверови, дека тие луѓе едноставно си ја реализираат задачата, работат за плата и секој момент можат да бидат отпуштени од работа ако не работат или превземаат действија кои што не се во функција. И во едната, и во другата, и во третата, и во четвртата служба вие имате внатрешна контрола. Ако некој се пожали, тие спроведуваат темелно разгледување на се она што се правело таму, да види колку е тоа неправилно, колку не влегува во закон. И ако сето тоа го земеме во вид, навистина треба да ја градиме таа доверба. Тоа е она што сакав да го порачам јас. Сите оние кои што излегуваат со некакви си овде идеи дека се разбираат од безбедносниот сектор, па шират дека ќе биде ова, ќе биде она, го плашат народот. Да прекинат со тоа. Ние треба да работиме сега на подигнување на свеста, довербата практично да ја имаме на ниво кое што задоволително, зборувам кај граѓаните. А сите ние што се сомневаме со одреден основ, имате, вие сомнеш, ми кажавте да тоа и се потпирам сега, имате основ, каде што сте увиделе досието, така јас разбрав, имате све, вие утре имате право да си побарате за сето тоа. Некој да ви одговори, ете така, некој да ви одговори. Ама, не да се шири таа фама кај сите граѓани дека службите се толку нечесни, како не баре тие да се над сите нас. Ако државава наша брои се условно зборувам 2 милиони, и ако секој граѓанин се смета дека е следен од службите, тогаш ќе треба ние да имаме 2,5 милиони однадвор донесени луѓе за да работат во службите. Штази едва успеале да го направат. Може би треба кон други методи. Во Велика Британија кога најмногу паднала поддршката во службите, одлучиле да го снимаат Джеймс Бонд. И потоа, нели, како се вика, прв дел, втор дел, трет дел, Пирс Брослан, Шон Конери, Даниел Крейг. И на крај се крева довербата во службите, можеби и тоа треба да биде метод на нашите служби. Добро, мада на крај кај нас... Не, волшебното самарче ние ќе снимаме и повторно ќе дојдеме до истиот резултат. За наши услови. Професоре, штета што не можеме поише да задржиме и симата. Кај нас 0007 стана криминален giveaway. Така што така заврши таа. Одлично. Еве ја може да бидам новиот Джеймс Бонд македонскиот, не малку побуцкаст така да биде паметен што ќе решава се. Па треба да се промени профилот, нели не може да се каже елегантен да биде. Не, еве сега имаше дебата да биде црнец за прв пат. Не успеа во сето тоа. Почитувани слушатели, останете со 98,1 FM, читајте lider.mk, претплатете се на нашиот канал на YouTube и уживајте во многу вакви добри емисии секој утро, затоа што ние се будиме и заспиваме со намерата како да ви информираме, како да анализираме со вас. Не сме кој службите да ве следиме, вие не следите нас. И благодарност уште еднашка за присуството на професорот Злате Димовски. Благодарам јас.